ежето Боцко. Еден прекрасен, сончев, пролетен ден игравме фудбал. Јас, Боби, Филимена, Джемаил, Даро и оште кој не. Но одеднаш бабата шумска игра се претвори во кавга. Дај ми ја топката. Не, јас сум наред. Ајде да не се караме. Се това ми изморува. Ако не престанете, ќе ви ја претвораме топката во жапче. Ти не мешај се. Не викај, не е таа крива што ти мамиш. Аман заман од карање, за ушиве заморување. Фрли рипче, фати крапче, место топка шутни жапче. Врати ни ја топката, не е фер. Ке се карате? Карате? Знам карате, знам. Врати ни ја топката. Ај! Сомозочиња маштеница, место топка нека шутираат лубеница. Барем да е блага, па да ја смачкаме мљац. Биби, Филимена може вака до утре да ни прави. Ајде да не се караме, а? И сами си го баравме. Извини, Филимена, те молам врати ни ја топката. Кој ја признава, половина му се простува. Да ви дадам полутопка? Не, те молам цела. Леле, другарчиња, толку бевме гласни, што едно срамежливо еже, кое ретко излегуваше од својата куќичка, се запраше што се случува. Додека љубопитно не гледаше низ оградата, топката одеднаш одлета во неговиот двор. Ежето се викаше Боцко. И многу се израдува што топката е во негова близина. Да, тој е голем љубител на спортските игри со топка. Но, за жал, никогаш не бил дел од нив, бидејќи со своите боцки ги уништувал сите топки, другарче. Па каде е топката? Леле, никаде не ја гледам. Ајде да ја бараме, ајде. Овде е. Еј, здраво! Јас сум Биби. Кај тебе е топката? Здраво. Да, тука е топката. Јас сум Боцко. Ќе може да ми ја подадеш? Колку би сакал, но не можам. Но зошто не можеш? Затоа што ќе ви ја дупнам со моите боцки. Јас можам само да ја гледам и да и се восхитувам на вашата игра со топка. Биби, каде си? Тука сум, дојди, ја најдов топката. Супер. Ајде да ја продолжиме играта, а? Боби, ова е нашето ново шумско другарче. Здраво, јас сум Боби. Мило ми е, јас сум Боцко. Боцко, дојди со нас да те запознам со другите шумски другарчиња. Сакам сите да видат кој е спасителот на нашата топка. Навистина? Сакам да ги запознам. Риги-диг-диги! Драги жители на шумата, ова е нашиот спасител на топката, Боцко! Здраво, Боцко! Здраво, Боцко! Ајде да продолжиме со играта. Ајде, кој беше наред да шутира? Јас! Ежето Боцко зачудено не гледаше. Надпреварите што тој ги следеше на телевизија изгледаа сосема поинаку. Се знаеше кој треба да шутира, кој каде да стои, кој е голман. Тој помисли да ни каже, но немаше самодоверба. Тогаш многу се изнервирав. Јас! Не може така! Јас! Мора да има некој ред. Исто така, треба секој да има своја улога во играта. Дали има некој што ги знае сите правила за да ни помогне да се организираме? Па јас повеќе од половина живот играм фудбал. Ајде, Боби, ти кажи ги правилата. Правилата? Па,
Мислам дека се знаат правилата. Имаш топка, имаш голови и терај до сабајле. Може не се вака од збор до збор, така правилата, ама тога Може ли јас да кажам? Никогаш не сум играл фудбал, но ги знам сите правила и можам да ви помогнам. И навистина? Па тоа е одлично. Ти можеш да бидеш судија на надпреварот. Јас? Навистина? Ригидигдигидау! Драги надпреварувачи, дали знаете дека фудбалот е еден од најпопуларните спортови во светот и се игра секаде? Не. Дали може би некој знае од каде потекнува зборот фудбал? Не! Фут, што значи стапало, и бол, што значи топка. чека, друго нешто. Кажи им уште нешто за фудбалот. Звучи многу интересно. Мислам, јас и знам, ама за нив ми е. Епа вака, фудбалот е колективен спорт кој го играат две екипи составени од по 11 играчи на правоаголно игралиште со тревник или вештачка подлога. Головите се сместени еден спроти друг на крајот од игралиштето и само голманот може да игра со рацете во ограничен простор наречен 16-терец. Играта се состои од две полувремиња од по 45 минути и пауза помеѓу нив од 15 минути. Не. Јас предлагам двете полувремиња да бидат по 15 минути, а паузата 45. Добро. Не. А на крај, како ќе знаеме кој победил? Не. Само погледнете во мене и ќе знаете. Победник на надпреварот е екипата што ќе постигне повеќе голови. Започнуваме? Ригидигдигидау! Играта може да започне! Играта течеше во најдобар ред. Но и покрај неколкуте упорни обиди, долго време никој не успеа да даде гол. Многу беше забавно, немаше кавги и сите ги почитуваа фудбалските правила на Боцко. Кажи, не срами се. Кажи кој победи и кој го даде решавачкиот гол. Добро, победи тимот на Боби. Но најважно е да ги прифаќаме различностите, зашто во животот сите ќе сретнеме некој Боцко кој, иако е различен, најмногу се разбира во нешто. Ригидигидау! Довидување, другарчиња! Довидување до следната сказна!